си, Господи, научи ме оправданием. Овој член од символот на верата го содржи вистинското учење за второто лице на Света Троица, Господ Исус Христос, Синот Божи. Со него, всушност се побива лажното учење на еретикот Арий, кој не го признал црковното учење за Исуса Христа, туку говорил дека е создание Божјо, највишо негово создание, но несовечно и неравно со Отецот, туку создадено од него. Второто лице на Света Троица, Синот Божи, според предвечниот план на Отецот, слегол на земјата, се родил од Пресветата Дева и Марија и бил наречен Исус. Тој било кажано од архангелот Гавриел, кога ја соопштил на Пресветата Дева радосната вест дека ќе роди син, кој ќе биде наречен Исус, што значи Спасител, бидејќи Божиот син дошол на земјата за да ги спаси луѓето. Според Евангелие со Лука 1 глава 31 стих и Евангелие според Матеј 1 глава 21 стих. Христос значи помазаник. Во Стариот Завет кај евреите биле помазувани царевите, првосвештениците и пророците, при изборот нив ги помазували со свето миро и преку тоа добивале особени дарови на Светиот Дух, кои му биле потребни и на Христа како човек за трите негови важни служби – царската, првосвештеничката и пророчката. Царската служба на Исуса Христа се појавила во неговата власт на природата. Одел по вода, скротил бура, со 5 лебови нахранил 5000 луѓе и слично, како и во неговата победа над гревот, смртта и ѓаволот. Првосвештеничката, во тоа што се принал себе си на жртва, и пророчка, со тоа што им ја соопштил на луѓето целосната и совршената божествена вистина и Божјата воља. Син Божи е затоа што е роден од Бога Отецот, а не создаден. Разликата меѓу роден и создаден е голема, исто како што и голема разликата во однос на нашето, од нас роденото дете и предметот кој сме го направили. Нашето дете има иста суштина со нас, а направените предмети се нешто сосем друго. Така и Бог Отецот, својот син го раѓа од вечноста, го раѓа од своето лично битие, а создал безброј суштества кои не се од иста суштина со него. Синот Божи се нарекува и Господ, затоа што он е вистински Бог, како што и Бог и Отецот, и исто така Бог и Светиот Дух. А што се однесува до тајната на предвечното раѓање на Божиот син од Бога Отецот, тоа е тајна која не може да ја разбере човечкиот ум. Светите отци на првиот Вселенски собор настојуваат оваа тајна да објаснат на следниот начин. Божиот син, вистинскиот Бог се родил од вистински Бог Отец, како што се раѓа светлината од светлина. Ние секогаш можеме да видиме како сончевите зраци раѓаат светлина, како таа се расширува по целата земја, дека таа светлина е насекаде, а има еден ист извор. Така, Божиот син е светлина. Според Евангелие според Јован, 1 глава, 4 и 5 стих. Светлина која што е од Бог Отецот, светлина е исто така и вистинскиот Бог, како што Бог и Отецот. Светиот апостол и евангелист Јован благословени. Знаеме исто така дека Синот Божи дојде и ни даде светлина и разум, за да го познаеме вистинскиот Бог, а ние прибиваме во вистинскиот Бог, неговиот син Исуса Христа. Он е вистински Бог и живот вечен. Прво послание на светиот апостол Јован, 5 глава, 20 стих. Затоа што неговиот син е вечна светлина на мудроста и на љубовта, сосем е природно и логично и он, синот на таквиот Отец, да биде самиот светлина. Светлина од светлина. Во истата смисла, Исус Христос е и Бог вистински од Бога вистински. Така и со нас луѓето, само оној што е роден од човек можеме да го наречеме човек. Само од вистински човек се раѓа вистински човек. Децата секогаш и насекаде по суштина се исти со нивните родители и нашиот Господ Исус Христос, како вистински Божи син од вистинскиот Бог Отецот, можел да рече: јас и Отецот едно сме. Евангелие според Јован, 10 глава, 30 стих. Еднородниот син Божи, како вистински Бог, има иста суштина со Бога и Отецот. Со зборовите јас и Отецот едно сме, Господ Исус Христос самиот сведочи за себе и за Отецот, дека се неразделни по природа и дека по суштина не се разликуваат еден од друг. Затоа и светите отци од првиот Вселенски собор во символот на верата велат за Исуса Христа, Божиот син, дека е едносуштен на Отецот. А со зборовите, преку кого се станало, истите отци говорат дека Божиот син учествувал во создавањето на светот.
Троичниот Бог е еден и неразделен. Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух се еден и неразделен Бог. Според тоа, Творец на светот не е само Бог Отец, туку и Синот и Светиот Дух, како што е речено во Светото Евангелие од Јована за Синот. Се постана преку Него и без Него ништо не стана што постана. Евангелие според Јован, 1 глава, 13 стих. Божиот Син учествувал во се што е создадено на небото и на земјата, видливо и невидливо. Вториот член од символот на верата ја објаснува тајната за божествената природа на Господа Исуса Христа, а во третиот се говори за друга тајна, за воплотувањето на Божиот Син заради спасение на човекот кој изгрешил пред Бога и се удалечил од Него. Овој член ни говори за тоа дека Божиото Слово, вечниот, всесилниот и единосушниот Син Божи слегол од небесата на земјата, дека доброволно се лишил од својата неискажлива слава, се облекол во човечко тело и живеел меѓу луѓето како обичен човек. Зошто? Заради нас луѓето и заради нашето спасение. Длабоко паднати и ранети од гревот, ние луѓето сме немале доволно сили да се излекуваме и Он слегол за да не излекува од длабоките и неизлечиви рани на нашата душа. Нашиот ум бил помрачен од гревот, а Он дошол како учител и пророк да не огрее со својата божествена и небесна светлина, со своето евангелско учење. Нашите срца били исполнети со гревовна нечистотија, Он дошол како вистински правосвещеник и посредник и со својата крв не исчистил од нечистотијата на гревот и греволюбието. Нашата воля била заробена од ѓаволот. Он дошол како свети сесилен да го протера ѓаволот и да не ослободи од неговото робство. Ние сме го навлекли глевот на нашиот Отец врз нас, Он дошол да не измери со Него, преку Него да измери се со себе, творејќи мир со крвта на Неговиот крест, сега ве примири со телото, со Неговата плот преку Неговата смрт. Послание до Колосијаните, 1 глава, 20 стих. За да ве представи пред себе свети, непорочни и без вина. Само Неговата љубов и Неговата безгранична милосредност биле единствената причина да слезе од небото, да се понизи, да страда, да прифати срамна и тешка смрт заради нас и заради нашето спасение. Овоплотувањето на Божиот Син и Неговото спасително дело биле планот на вечната Божја промисла. Бог знаел уште од вечноста дека создадените луѓе ќе сгрешат и дека ќе отпаднат од Него. И затоа, исто така, уште од вечноста одредил да го испрати во светот својот единороден Син, кој ќе дојде време да слезе на земјата, да стане човек и да ги спаси грешните луѓе. Оваа тајна им била соопштена на луѓето веднаш по пагањето во првиот грев, кога им рекол на нашите прародители дека од семето на жената, односно родениот од жена Син Негов, ќе ја скрши главата на змијата, односно на гревот. Прва книга Мојсеева, 3 глава, 15 стих. Ветувањето за испраќањето на Спасителот им било многу пати повторувано на луѓето преку пророштвата и разните символи. Чудна и голема е тајната од овоплотувањето на Синот Божи. Ограничениот човечки разум не може да опфати во целата нејзина широчина и длабочина. Пред се, треба да се каже дека зборот овоплотен значи облечен во тело или отелотворен. Значи Божиот Син бил облечен во човечко тело и станал човек. Тоа станало речиси пред 20 векови, а многу векови по првородниот грев на нашите прародители. Требало да измине долго време за човештвото да се подготви за разбирање и прифаќање на оваа тајна, да ги почувствуваат сите тешки последици на гревот, неизлечивоста на својата душевна болест и да ја свати потребата од доаѓањето на небескиот лекар. Израелскиот народ имал задача да ги поведе сите народи кон Христа. Познато е дека месијанската идеја, очекувањето на божествениот пратеник, била позната не само кај евреите, како последица на пророчката проповед, туку и кај сите културни народи во светот. Во тоа време веќе постоела и заедничка цивилизација што ги обединувала Европа, Азија и Африка, една единствена империја на Александар Велики и главните јазици на таа империја, грчкиот и римскиот.
Сето ово било неопходно за да се овозможи доаѓањето и прифаќањето на Месијата, Богочовекот Господ Исус Христос. Тоа е таа полнота на времето за кое сведочи апостолот Павле во своето послание до Галатјаните во 4 глава и 4 стих. Навистина, требало да измине многу време додека луѓето ги свајтат големињата и ужасот на духовниот пат и потребата од Божја помош за спасение. Дори тогаш слегол на земјата Синот Божи и неговото доаѓање е изграз на бескрајната Божја љубов кон нас. Самиот Спасител, Господ Исус Христос вели: Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не погине, но да има живот вечен. Евангелие според Јован, 3 глава 16 стих. Светиот Дух слего на Света Дева Марија и таа го зачнала Богочовекот на неискажлив и безгрешен начин и го родила телесно оној кој е роден од Отецот пред сите векови. Затоа Светата Црква ја прославува и ја величи како Богородица, бидејќи навистина го родила Бога. Било очистен од правородниот грев по посетата на Архангелот. Дева зачнала и по раѓањето останала дева, затоа Светата Црква нарекува чиста, пречиста и секогаш дева. За Бога се е можно. Со својата сила и мудрост ги создал првите луѓе Адам и Ева. Со истата мудрост и сила направил Света Дева Марија да го зачне и да го роди Исуса Христа, кој е вистински човек и вистински Бог. Светата православна црква ја почитува Света Богородица повеќе од сите свети и дури повеќе од ангелите, зашто Бог ја избрал да биде орудие на спасението на луѓето преку раѓањето на Спасителот на светот. Он во својата богочовечка личност ја соединил совршената човечка со совршената Божја природа. Човечката природа што ја зела од Света Дева Марија не била само тело без душа и дух, туку целосна и вистинска човечка природа со сите наши човечки слабости. Господ Исус Христос не знаеше за грев. Второ послание до Коринтијаните, 5 глава 21 стих. Искусил се како и ние, освен грев. Таков првосвещеник браќи ни требаше, свет, незлоблив, непорочен, одвоен од грешниците и повисок од небесата. Роден од Светиот Дух и Света Дева Марија, без учество на маж, Исус Христос бил слободен од правородниот грев и од грешни склоности. Затоа он, како што бил Адам до паѓањето во грев, апостолот Павле го нарекува Исуса Христа втор Адам, зашто он го направил за човештвото тоа што требало да го направи првиот Адам. Праотецот Адам не е извршил Божјата волја, се откажал од своето назначение за да стане совршен и се повеќе да се приближува до него, да се уподобува на него, не ја усовршил и не ја издигнал својата природа, туку ја изопачил. Вториот Адам, Господ Исус Христос, ја извршил до совршенство волјата на својот Отец Небесен. Го извршил тоа дело до крај, што му било возложено само на Небесниот Отец и не сгрешил во целиот свој земен живот и навистина Исус Христос се јавил како нов Адам, кој дошол до највисок степен на совршенство и ја издигнал својата човечка природа до богоподобност и ја направил спасоносна за бесмртен живот. Така се соединиле овие две целосни природи и настанала нова личност, Емануел, Богочовек. На ист начин, два спротивни елементи, телото и душата, се соединуваат и од ова соединување настанува човековата личност, што се однесува до начинот на кој се соединуваат двете природи, човечката и Божјата. Во Христовата богочовечка личност треба да се знае дека тоа не е соединување во морална смисла, како што е соединувањето на мажот и жената во бракот, кои понатаму основуваат две личности. За вакво соединување учеле припадниците на несторијанската ерест. Соединувањето на двете природи во Исуса Христа е вистинско, ниедна од природите не била надвладеена и абсорбирана од другата, бидејќи тоа е што учи монофизиската ерест. Ова единство е вистинско. Двете природи и двете воли се неразделни и неодвоеви од една страна и непомешани и неизменети од друга. Во ова единство, двете природи се обединети во Христовата личност, не се помешани, така што едното од нив да исчезне. Човечката волја секојаш ја послуша на Божјата, што се гледа особено од молитвата на Спасителот во Гециманската градина. Оче мој, нека ми одмине оваа чаша, но некако што сакам јас туку ти. Оче мој, ако не може да ми одмине оваа чаша да не ја испијам, тогаш нека биде волјата твоја. Евангелие според Матеј. Во личноста на Господа Исуса Христа действувале и двете природи. Кој јадел,
пиел, изпиел, одел, разговара со луѓето, го чувствувал болка и кога плачел, го пролевал крвава пот, кога страдал и умирал на крстот, нашиот Господ действувал како човек, а не како Бог. А кога го умножил левот, кога одел по водата, кога изгонувал демони, кога им давил вид на слепите и здраве на болните, кога воскреснул од мртви и кога он самиот воскреснул од мртвите, не действува како човек, туку како Бог. Господ Исус Христос дошол на небото, за да ги спаси луѓето од сатаната, гревот и смртта. Зашто? Сатаната станала причина за гревот, а од гревот произлегува смртта. Во рајот, кога Адам и Ева се кренале против Бога, тие му се подчинили на сатаната. Сите луѓе ги наследили последиците од тој грев и од своите прародители. Затоа, овој грев се нарекува прародителски. Како што наследуваме извисни болести од нашите родители, така сме го наследили гревот од прародителите на човечкиот род. Богочовекот Христос не дошол да не избави само од тој грев од прародителството. Луѓето на тој грев додавале и додаваат безброј други гревови, така што робували и робуваат по силата на гревот и власта на сатаната. Затоа Бог го испрати својот единороден син за спасение на луѓето, но не избрал за спасител некој голем човек и гений, за да го изврши спасителното дело и да го поштеди својот син. Сите луѓе биле смртни, грешни и немокни, дури и оние неголемите и недобрите. Целиот свет бил потонат во гревот и смртта и сатаната бил вистински владател на целиот свет, се додека во светот не дошол вистинскиот спасител, поселен од сатаната, безгрешен и бесмртен, кој му дојде на човечкиот род духовно ослободување и спасение. Освен тоа, Богочовекот Господ Исус Христос им дал на луѓето личен пример за тоа какви треба да бидат вистинските христијани. А ова го дополни со своето учење за Бога, за вечниот живот во долноштите на човекот, за да можат оние што го користат неговото учење да го предвкусат неговото царство што оде на земјата и да се удостојат да го добијат вечното царство. Но бидејќи човечките сили се повредени од гревот, Исус Христос им дал на верните можност да опозуваат небесната благодат и помош, која се дава при посветите тајни врз неговата света црква. Учењето за воплатувањето на Божиот син е основа на христијанската вера и на нашето спасение. Затоа свети апостол Јован Богослов пишува: секој дух кој не признава дека во тело дошол Исус Христос не е од Бога, таквиот измамник и антихрист. Все нареченные святые, един Бог Царь и Господь, праздников праздник. Исус Христос бил осуден на крстна смрт од еврејските првосвештеници и книжници. Тие не го сватили неговото божествено учење, ниту го препознали како Божи пратеник и Месија, за кого имале толку многу пророштва во Светото писмо на Стариот Завет. Туку го намразиле, затоа што ги изобличувал нивните гревови и беззаконија. Го обвинувале пред римската власт дека е бунтовник против Римската империја, против императорот Кесар и дека е богохулник. Ова станало кога во Јудеја управувал Понтиј Пилат, римски намесник и представник на император, кој лично рекол пред еврејските свештеници и пред народ: јас не наоѓам никаква вина во овој човек, он не ни направил ништо што би заслужувало смрт. Ете, би го изведувал надвор, за да разберете дека не наоѓам во него никаква вина. Земете го вие и распнете го, оти јас не наоѓам во него никаква вина. Понтиј Пилат не бил силна личност и се исплашил дека лесно може да биде обвинет за тоа што не го казал императорскиот противник и бунтовник, и за да им угоди на еврејските старешини, го осудил Исуса Христа за да биде казнет со крстна смрт. Исполнувањето на крст била најстрашната казна што изрекувала римската власт против најголемите злосторници и државни непријатели. Во предвечерината на празникот Пасха, Спасителот наш бил распнат, страдал, преживеал најстрашни душевни и телесни мајки, умрел и бил погребан. Страдањата на Богочовекот Христос биле вистински, а не привидни, како што мислат некои еретици. Страдал и умрел не како Бог, туку како човек, но неговата човечка природа дошла до таков степен на светост и обоженост, што неговите страдања имаат голема вредност за нас и за нашето спасение. Првиот Адам бил осуден на страдање поради неправеден од грев, а вториот Адам Христос бил безгрешен и страдал не за себе,
туку за нашите прародители Адам и Ева и за целото нивно потомство. Зошто била потребна така голема жртва? Страдањето и смртта на Богочовекот, всушност, ние сме били виновниците. Ние сме ја заслужили казната. За да се умилостиви Бог, била потребна жртва по целиот свет, сите своји видови жртви не можел да принесе. Токму, од таа причина, Спасителот Исус Христос се принал себе си за она добротворна жртва за наш и за нашите греви. Така пишува и апостол Павле. Имаме откуп преку неговата крв. Послание до Ефесијаните, 1 глава 7 стих. Самиот Спасител вели: јас душата своја си ја полагам, за да не примам пак. Никој не ми одзима, туку јас сам од себе ја давам. Имам власт да ја дадам и власт пак да ја примам. Евангелие според Јован, 10 глава 17 и 18 стих. Господ Исус Христос умрел на крстот за да го спаси целото човештво, но смртта не можела да го задржи безгрешниот во гробот, зашто е извршил до крај волјата Божја и заслужил право на безсмртност. Освен тоа, изворот на животот и животодавецот не можел да остане во гробот, не можел да се сведе ни со смртта, но откако ја направил најголемата жртва и ја вкусил смртта, го овладае над нас и како прекршители на светата Божја волја, по 3 дена ја победа смртта и воскреснал. За Христовото воскресение се говори во 5-тиот член од символот на верата.